другите градови и овде фактички турскиот аскер имало 70 души кои што биле поставени во касарната. Док ќе слеземе надолу ќе ви ја покажам да видите какви се за касарната. Сега, зошто на 2 август? Од секогаш во Крушево овде имало адет, односно имало обичај, значи да се одржуваат масовни свадби. Дечкото и девојката кои ќе сакаат да си прават свадба, обично во текот на годината не ја правеле свадбата, чекале да се земат на 2 август. И обично имало многу такви двојки, имало на пример 10 парови кои што ќе сакале да се венчат и оделе долу во црквата Свети Никола, се сеќавате вчера, односно така или завчера кога бевме долу во диското. Одма тука од десната страна име на црква која што се вика Свети Никола. И обично натре во Свети Никола оделе околу така 10 на 15 колку и да биле значи двојки и тука попот излегувал и масовно ги венчавал значи љубените. Сега во Крушево денес е фактички околу 4000 луѓе. А тогаш било упола 2000 души. Така да во град со 2000 души луѓето се знаат. Така. Сега востанието било решено да се крени тука во Крушево. Ама има еден проблем. Требало колку востаници да се донесат овде? Како рековме пред, колку востаници одзеват? Треба да донесат тука колку? 800 души, а фактички во Крушево се знаат. Сега замисли, тие 800 востаници првен треба да дојдат тука маскирани. Така, ќе дојдат сите со пушки, со ножеви и ќе одма ги кренат восстание. Првен требало тие 800 души да дојдат во Крушево. Пошто некој бил од Битола, некој бил од Прилеп, некој можеби бил дошел доаѓал од Скопје. Едноставно, ако дојделе тука во Крушево, турците ќе ги виделе дека се тие странци и ќе почувствувале нешто дека нешто се случува. Затоа фактички најголем дел од тие 800 востаници биле маскирани како шо? Како сватови. Знаете што е сватови? Луѓе гости кои што доаѓаат фактички на сватба. Што се случува? На 2 август рачунете толпа на луѓе, така се свират зурли, тапани, секој во секој мало Крушево имало журка. Зошто имало журка? Секој во секој мало, скоро во секоја трета куќа што имало? Сватба. И сега доаѓаат многу луѓе во Крушево. Дали на тие 70 души турци, што се војници, ќе му биде нешто сумњиво да има многу народ во Крушево. Му биди? Што мислите? Да. Јас мислам дека не. Сватби се. Зошто? Сватба. Например, сега јас сум од Битола, доаѓам тука во Крушево, а вечерот треба да одам на востанието. И сега да ме шетам јас по улица, дали некој од полицајците ќе ме застане и кажа кој си ти што важно во Крушево. Зошто не? Знаете дека јас сум странец, ама се толку дојден зашто? Сватба. За сватба се војска, јасно да сум сум. Јасно? Сега, поминале сватбите, тие 800 души биле, рековме, маскирани први во сватбите. Вечерта, значи, ова е фактички гумење. Тука бил главниот штаб. И натаму, на тој дел таму, на кај крстот натаму негде, таму имало едно место и таму фактички биле заскриени востаниците. И вечерта, околу 2-3 сатот, баш на 2 август, со биење на камбаните, тие 800 востаници слегуваат тука во Крушево и го напаѓаат Крушево. Што напаѓаат првин? Знаеме? Полициската станица. Така. И Крушево е слободено. И колку имало Крушевска република, знаеме колку дена била? 10 дена. 10 дена Крушевска република или значи негде од прилика до 12 август. Така. Сега, тука имало значи република. Тука луѓето во моментот си живееле сите сложно. Така. Дали знаете како правеле крушеви? Пошто во моментот, пошто сега Крушево слободно, а тие знаеле дека ќе доаѓа османлинска војска да го слободи Крушево и на секој човек му требало пушка, ама му требало и крушеми. Дали знаете како правеле крушеми? Не. Направиле леарница, направили трешово топче, ќе ви кажеме за тоа, направиле леарница. Дали знаеме што е леарница? Не. Тоа е фактички место каде што има, значи, оган и Што се топи железото. плават железо во едни садови, железото се топи и потоа железото го стават во калапчиња малечки, така ги прават крушумите. Јасно? Направиле и трешово топче. Што мислите дали може топ да се направи од цреша? Дали да, топ. Зошто првен го направиле од цреша? Зошто не од некој друго дрво од цреша? Знаеме зошто? Црешата е многу тврдо и се смета дека стеблото на црешата е најцврсто.
И така да, ако се прави нешто, значи тоа е најиздржливо. Затоа и го направиле од топче. Дали може да се направи топче од цреша и да го направат, да го постават барот и тоа да пука како вистински топ. Што мислите? Да. Не може. Зошто го направиле топчето? Да може да направи. Да се крени моралот, да се крени значи морал, знаете што е морал? Да добијат храброст, пошто тогаш во тој момент луѓето биле уплашени. И сега кога ќе речеле луѓето нашите, значи македонците, абе турците имаат куршуми и сега што викат македонците. И ние имаме куршуми, ама тие имаат пушки, така, нашите што викат, ама и ние имаме пушки. И сега некој таму рекол, ама турците имаат топови. И што му викат нашите. Ами и ние имаме топови, имаме цршево топче. Ура, одиме ке се тепаме и ке ја слободиме Македонија. И затоа фактички било направено цршевото топче. Сега, градот би напалнат од две страни. Едната страна од оваа страна тука, а другата страна од другата кај што дојдовме. И во моментот, дали знаеме кој беше главниот тука во Крушево? Кој е човекот кој што беше председател? Никола Карев. Сега, кога дошле турците тука да го завземат градот, дали знаеме со колку војска го нападнале Крушево? 15.000 војска. Човекот кој што бил главен на војската се викал Бактијар Паша. Кога дошле, значи тие се прво почнале да го бомбардираат градот, а потоа легле пешадички од две страни, од лева страна и од десна страна. И кога Никола Карев видел дека нема друго чаре, затоа решил да постави на две места востаничка војска. Едната на Мечкин камен, имаме слушнато? Така. И на тој дел таму имено друго место кој што се вика место Слива. Сега, битката кај Слива е доста исто битна како што е како на Мечкин камен, само што пообично македонците помалце знаеме дека и таму имало битка. Што се случува сега на Мечкин камен и на Слива? Тие требало да се тепат да ги задржат, значи турските војници се до сите крушевчани, значи морале да земат да го напуштат градот. Што решил Никола Карев? Значи, пошто турците доаѓаат од долу, сите крушевчани да бегаат каде? Горе во планината. И турците крушевчани бегаат во планината, рековме дека фактички двете востанички војски и на Мечкин камен и на Слива требало да ги држат до последниот крушевчанин да се качи горе и потоа тие требало, така, значи да ги напуштат позициите и тие требале да избегаат. Ама што се случи сега? Во битката кај Мечкин камен, значи таму е многу битен и таму фактички умира кој, знаеме? Во билото тука во гробот? Питу Гули. Сега, тој на Мечкин камен ги држал востаниците со 350 војници, од кои што тој заедно со 50 војници решиле дека не ќе да, значи нема да бегаат и ќе останат тука и ќе се борат до смрт. Таму фактички убиен Никола Карев, односно Питу Гули. А овде во местноста Слива има доста интересна приказна за двајца млади. Дали имате слушнато за Роме и Јулија? Да. Роме и Јулија е една од најубавите светски романи, љубовни приказни за двајца млади кои што се сакале, тие се викале Ромео и Јулија. А исто имало во Слива, имало двајца млади. Едниот се викал Златко, а другата се викала Злата. Тие не биле од Крушево. Тие биле од некои околни села тука во Крушево. И точно на 2 август тие дошле тука во Крушево. Ај погоди зошто дошле во Крушево овде. Браво, дечки. Да направат свадба. И кога тие не ни знаеле дека ќе има тука востание. И кога почнало востанието, Златко го регрутирале, така и му рекле сега ти ќе го земиш, значи пиштол од пушката и ќе земиш таму и ќе се бориш на Слива. Таму имало 40 востаници. Знаете колкави биле? 16 и 17 години, тие биле уште дечиња. Ама биле храбри и тргнале да земат да се тепат и да го бранат Крушево во моментот. И фактички во моментот сите загинале, и Златко и Злата. И кога дошле турците, нашле 40 трупови на машки и еден труп женски, а тој бил трупот на кој? На Злата. Интересно? И јас ова не го знаев. Сега, ќе одиме горе ќе се качиме на Македониумот, така? Сега, што е фактички Македониум? Македониум е споменик кој што е откриен во 1971 година и фактички тој би откриен на 71 годишнината од Илинденското востание. Сега, тој е фактички смислен како споменик во кој што се зборува за пожртвуваноста
и за борбата за слобода на македонскиот народ, пошто цело време македонскиот народ води, значи, војна за слободување. Водел војна во Илинденско востание, водел војна Балканските војни. Ќе учиме кога ќе дојдете кај мене по историја. Војувале за време на Прва светска војна, војувале за време на Втора светска војна и Аснаме фактички моментот кога се слободува македонската држава. Сега, дали гледате овие тука белите како пранги, како синџир. Значи тоа представува непокорноста на македонскиот народ и тоа фактички му доаѓа како ете синџирот го искинавме синџирот, така? И сега фактички сме горе слободни. Кога одиме горе, има какви ступчиња, ќе видиме, ќе седниме таму и ќе се сликаме. Тоа е фактички алејата на паднатите борци. Тие се поставени во чест на сите борци кои што паднале за слободата на Македонија. И во Илинденско, и во Прва, и во Втора светска војна. И на крајот ќе го видиме Македониумот, ќе видите значи многу интересна градба. Рековме дека во 71 година е откриена и архитектите се Јордан и Искра Грабул. Тие биле тие кои што го направиле Македониумот и еве ден денес, значи како викаме гордо си стои таму и ние гордо значи стоиме пред него. Фактички ја представува Македонија, затоа и треба да бидеме и паметни, интелигентни, така да учиме за утре некој од вас да биде да поставен како начело на македонската држава и македонска држава да ја развива и секојаш значи да се бидеме развиена, убава и држава која што ќе си ја сакаме и треба да бидеме сите патриоти, така да се почитуваме Македонија, да си останеме тука, така да си работиме тука и да градиме Македонија да биде многу хубава држава. Океј?